Почитувани гледачи, добро вечер. Ова е програмата на ТВ каналот Виси, неуваната телевизиска дебата на кандидатите за градоначалници на општина Струмица за овие локални избори 2013. Последен ден од изборната кампања, а како што можевте да видите во изминативе неколку дена, одеше шпица за дебата на луѓето кои што имаат намера да седнат на првото столче во општина Струмица. Како телевизија во пред 10 дена, буквално, односно ги информиравме сите четворица кандидати за градоначалници кои што поднесоа кандидатури до Општинската изборна комисија, односно Државната изборна комисија, односно беше упатена покана до изборните штабови на Зоран Заев од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата, Васил Пишев од ВМРО ДПМН и коалицијата, Панче Јанков од Социјалдемократската унија и Ристо Божијанов од Социјалдемократската партија на Македонија. Значи, беше упатена покана до сите овие кандидати за градоначалници, но за жал во вечерашнава дебата се озва само кандидатот за градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Зоран Заев. Господине Заев, добро вечер. Добро вечер, поздрав до гледачите кои што не следат. Жалам што сум сам денеска, но секако пријатно ми е со вас. Значи, само да подсетиме дека нашата телевизиска куќа до сите кандидати за градоначалници достави и правила на играта, односно на однесувањето за оваа дебата, но и оние прашања, односно области, за кои што требаше вечерва да се разговараше и да добиете, односно да имаше дебата меѓу кандидатите за градоначалници и да добиете ваше мислење или ваш став после ова соочување на сите четворица кандидати за градоначалници, но рековме дека во студиото се појави само кандидатот за градоначалник од коалицијата Сојуз за Македонија, Сојуз за едината, односно од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев. Но тоа е тука, одиме со она што како прашање беа наметнати, односно доставени до вашите изборни штабови, но пред се би сакало, господине Заев, да ве прашам, еве, ги гледате, ги нема вашите против кандидати, не дојдоа на ова телевизиско сочување, на ова телевизиска дебата. Имате ли коментар на сето ова? Прво, жално е за една демократска земја после 21 година. Послушниците на Груевски да практикуваат иста пракса и да не се појавуваат на дебати, на дуели, како највисок израз на чин пред гласачите пред кои што се бара поддршка. Тоа е одлична можност да се спротистават аргументите, впрочем тоа ги отвара сите видици, сите карактерни особини на личностите кои што се нудат, нивните визии и нивните планови за позицијата за која што барат поддршка од граѓаните. Јас не ги сметам противници заради тоа што навистина двајцата други против кандидати никаде не се појавија. Тоа само по себе потврдува какво масло сготвиле ВМРО ДПМН и навистина колку ги понижуваат и подценуваат нашите граѓани. Значи не е фер да се прават вакви конструкции за да може да се замајува јавноста во едно општество во кое што сите сакаме да го декларираме како демократско општество. За мојот против кандидат Васил Пишев можам да кажам, го слушам по телевизиите, знаете, многу често зборуваше дека луѓето околу него му зборувале не се нафаќа и Васе, Заев е добар кандидат, Заев е извесен победник и слично, но сепак тој бил храбар, се одважил и ја прифатил кандидатурата и об ТВ дуел нема го да се појави. Една Силвана Бонева испадна помаш од Васил Пишев и прифати дебата. И тоа е исправно, демократски. Но човекот кој што толку многу посакуваше да дојде на градоначалничката функција, да не се појави и на ВИС, јас го повикав на било која телевизија, дури и на Сител ако сака, како најпровладин медиум, во присуство со не знам кој од ВМРО ДПМН, Силвана, Славе Гошев, Бичиклиски, Протугер, кој сака, Илија Димовски со него, не прифати никаков дуел. И тоа само по себе кажува многу за самиот кандидат и навистина нека му е на чест за тоа што вечерва јас треба да прашувам господине празно столче како вие би се однесувале по ова и ова прашање или предизвик кој што може да се исправи пред Струмица.
И цела вечер треба да зборувам сега празно столче. Оти дебатата, нели, тоа мисли. Да дебатираме за одредени аргументи, тој да ме праша, јас да го прашам. Има многу работи кога директно ќе си поставиме прашање. Би биле интересни за струмичани. Тука се разобличуваме до крај. Само така граѓаните ќе донесат исправна и мудра одлука. Но жалам, имаме празно столче, јас сум подготвен да одговорам на вашите прашања, се со крајна цел граѓаните да бидат на чисто со еднината на општина Струмица. Реков, ние како телевизија доставивме покана и писмено се обративме до сите со оние области на прашања и правила за ова телевизиска дебата, но што е тука. Одиме со прашањата. Каква е вашата оценка за работата на локалната самоуправа во изминатиот период и како тоа се рефлектира врз напредокот на општина Струмица? Мојата оценка за општина Струмица е одлична и не е тоа што јас ќе го кажам за Струмица. Јас имав честа да ја водам оваа прекрасна општина 8 години. Многу поважно е што тоа цела Македонија зборува за Струмица. Еве денеска, после 8 години, цела Македонија со полна уста убави зборови зборува за нашата Струмица. Секој наш струмичанец, каде и да оди надвор од Струмица, се гордее со Струмица. Нашата мала Струмица, која што е 14-та по големина општина во државата, не сме дури ниту во првите 10, сме рангирани секогаш најправи или меѓу најправите. Тоа дефинитивно во овој изминат период создаде амбиент и слика дека Струмица е прва и најдобра. И тоа апсолутно ме прави горд човек, што имав чест да го водам овој прекрасен народ во ова време кога беше присутна и криза, во време кога немав никаква поддршка од централната власт, а сепак останавме единствена општина без ниту еден денар кредит или задолжување. Сите други зедоа нови кредити, ги задолжија граѓаните со тоа преку нивната општина. Струмица се што направи, а направи многу повеќе и од најголемите општини во државата, го направи со сопствени средства без било какво задолжување. Токму од тие причини јас сум убеден дека локалната самоуправа, општина Струмица, представува единица мерка за мерење на успехот денеска во Македонија. Но најважно од се, тоа и дава за право да биде најнадежна општина, најперспективна општина во Република Македонија, токму од причините создадените дела досега, реализацијата на проектите во вкупна бројка од 2360 и сето тоа посилна потврда за иднината од сегашноста и конкретните дела нема. Така. Кои беа вашите мотиви за кандидатурата или јас би го директно поставил прашањето, зошто сметате дека вие, како Зоран Заев, треба да добиете нов мандат од струмичани за прв човек на Струмица? Ева вака, мојата кандидатура излезе сама на површина. Јас сум првиот кандидат кандидиран во Република Македонија од било која политичка партија. Мојата кандидатура е објавена на 3 јуни 2012 година. Тоа излезе апсолутно само на површина од неколку причини. Перцепцијата во Струмица е јасна. Многу поодамна заокружена заради секојдневието и работата во општина Струмица од страна на градоначалникот Зоран Заев. Поддршката е огромна од граѓаните. Еве и на крајот на кампањата сме вечерва, тоа се чувствува насекаде. Анкетата пред 3 дена покажа дека ако се случат избори денеска, ќе имам 2,5 пати поголема поддршка. Во гласови тоа преточено е 10.000 на 25.000 гласа, преднос за мене во споредба со Васил Пишев. Тоа е првата причина, која што произлезе од самите граѓани. Втората причина се конкретните дела. Тие дела кои што граѓаните секој ден ги гледат околу себе. Ги има на секој чекор, во секое мало, во секое село, на секаде во градот. И тоа се дела кои што може да ги видат и слепи луѓе. Значи ги има на секаде и дефинитивно се вистински дела. Не се 3D анимации, проекции кои што може да ги видите на телевизии со зборчето ке го направиме или некои си, не знам, постери, плакати или слично, како идни ветувања, кои што го кажувам како флоскула, обично тоа е поврзано со политичарите и кандидатите. Дека нешто ќе направат, доаѓаат и си одат избори, постојано се случуваат година преку година, остануваат само ветувања. Делата се тоа што ме разликува многу од сите нив други. И за разлика од мене, еве ги гледам и мојот против кандидат во неговата изборна кампања. Вели
во пола од програмата зборува за проекти кои што се под надлежност на централната власт. Во втората половина на програмата зборува со дотации од централниот буџет на влада на Република Македонија. Најверојатно зборува за тие 8 милиарди на премиерот Груевски кој што ги вети пред 4 години, токму 2009 во кампањата пред изборите, од кој што нема ништо. Такви се и ветувањата за стариот Струмички театар, не знам, за патот Струмица-Велјуса во Доча, за чистењето на реките и каналите, за патот Раборци-Попчево-Рич и многу други проекти кои што ги имаат ветено во нашата Струмица. Еден од најзначајните за земјоделието е секако електрификацијата на земјоделското земјиште или водоводната мрежа за наводнување на Куклишко поле и слично провејуваат постојано преку изборите. Конкретните дела се тоа што е мотивацијата на Зоран Заев да се кандидира за трет градоначалнички мандат и да продолжиме со прогресот со кој што Струмица досега чекори. Тоа е недвосмислено, тоа е признаено од сите. 150 меѓународни државни признанија имаме за сето она што е сработено. Токму надежта да Струмица продолжи со исто и уште побрзо темпо, се главната мотивација да останам, да се кандидирам и да имам честа и во наредните 4 години да ја водам најубавата општина во Република Македонија. Ако ги ставиме на кантар овие два фактори за кои што се одлучивте, значи довербата од струмичани и делата. Дали повеќе сакавте, односно да бидете градоначалник за да не ги изневерите довербата на струмичани или пак да го продолжите тој курс со реализација на проекти овде во Струмица за поубава општина? Што би повеќе би тежало? Не би бил чесен ако искрено не признам дека довербата, поддршката, препораката на струмичани да прифатам нова кандидатура е тоа што најмногу беше изразено кај мене. И колку и да изгледа тоа нарцисоидно, само бендисано, тоа е вистина. И резултатите на изборите ќе го покажат тоа, од проста причина што струмичани очекуваат да не експериментираат. Имаат нешто потврдено, кое што е верификувано од цела Македонија и од меѓународната заедница генерално и очекуваат овој тренд да продолжи. Сепак, тој првиот дел беше она што е најважното. Така. Денеска е последен ден од кампањата. Како ја оценувате вие оваа кампања? Успеавте ли да го сработите она што го планиравте на самиот почеток на кампањата и како коалиција малку подосна почнавте за разлика од останатите против кандидати, нели, согласно законска регулатива? Јас мојата кампања ја водам постојано во континуитет 8 години веќе. Ќе го потврдам тоа, го знаат граѓаните. Заев е секаде присутен. Заев е присутен кога се споделува радоста на секоја нова уличка, на секој нов тротоар. Имав моменти кога не можев да стигнам од многобројноста на проектите кои што се реализираат во нашата општина Струмица. Дел од струмичани ќе ги потсетам за постојаниот и континуиран дел на кампања која што го водам во Струмица, кога да поминете на вечер пред собранието, кабинетот на градоначалникот свети. Тогаш се носат сите одлуки, се прават сите калкулации, како да се поттикне инвестиција која што носи пари во општинскиот буџет за да прифатите повеќе предлози на граѓаните, да решите повеќе проблеми со кои што се соочуваат струмичани и апсолутно морам да кажам дека тој континуитет на континуирано посветено работење за Струмица ме направи да бидам горд човек во текот на овие 20 дена кампања, да поминам буквално како мал одмор, шетајќи низ граѓаните, да бидам пречекуван со прегратки на секаде, да ми биде дадена огромна поддршка и овој благодет му го посакувам на секој наш граѓанин. Да го почувствува колку е добро чувството, кога од своите сограѓани сте имале прилика да работите во нивно име и за нивна сметка, да ја водите нивната општина и после 8 години да ве пречекат со раширени раци, прегрнати и да ви посекат од душа искрени успеси за времето пред кое што предстои пред сите нас. Оваа кампања, 20 дена конкретно, водев исклучително позитивна кампања. Вашата телевизија и другите медиуми ги пренесуваа моите настапи по населените места, по урбаните заедници овде во градот, посетата од куќа на куќа, врата на врата, секаде каде што одев, апсолутно не спомнав ништо лично за мојот против кандидат. Освен паралелата, кој во што е подобар, кој колку дела има, кој во што може да се докаже и слично. Верувам
во позитивниот аспект на кампањата од проста причина што сум искусен политичар, сум водел кампања и знам дека после недела, денот на изборите доаѓа понеделник. После тој понеделник треба сите да се почитуваме, да се имаме, да си помагаме. Знаете, животот е многу по-убав кога дојде предизвикот на проблемот во било кое семејство. Тоа не ги бира партиите како проблем. Тоа доаѓа секаде. Полесен е животот кога може да си помогнете, да си подадете рака, за да го успокоите карактерот, душата на било кој човек кога му треба помош. Од тие причини, ова кампања и јас и целиот мој штаб се трудевме максимално позитивно да истераме. За сметка на тоа. Да, имате ли оценка пак за кампањата која што има против кандидатите ваши, сега не се во нашето студио, реков, ги поканивме, но имате ли оценка? За сметка на тоа, господине Трајков, јас еве 8 години сум градоначалник, пред тоа 1 година и 5 месеци бев и пратеник. Се сметам себе си за искусен политичар и многу упатен политичар во ова наша земја. Погнасна, подрска, повалкана, поподмолна, понизна кампања не постои на светот. Само ДПМ не може да измисли ваква кампања. Толку вреѓање на личности, на семејни вредности, на родителите, на целото семејство. Никаде нема. Следиме, модерните интернет технологии ни дават да погледнеме и во африканските земји. Не постои такво нешто. Значи, во овој период кој што помина позади нас, а и тоа што е валкање на името, јас го издржав на нозе. Целото. По мене, по моите родители, по моето семејство. Најмногу ме боли. Тоа што го поминаа моите сограѓани. На кроткиот и скромен наш народ, пред се на најсиромашните, да им се закануваш дека ќе им го скинеш додатокот за трето дете, социјалната помош, дека ќе им скинеш детски додаток, дека, не знам, ќе го избракаш од работа. И било што, цело време во континуитет. Да ги гледам луѓето со солзи како ронат. Возрастни луѓе, плачат, тоти не знаат која е екзистенцијата нивна. Тоа е ѓаволска работа. Од такви работи нема враќање. И арам да му е на секој кој што посегнал по ваква работа. Јас само можам да им кажам на моите сограѓани. И врапчињата знаат оти Заев ќе остане градоначалник. Стојам позади нив, да ги заштитам со се што имам, до последната капка крв, до последното денарче кое што го имам. Со адвокати во судски процедури до крај. Законот и уставот важи за сите подеднакво. Не може од утре да го снема третото дете на одредено семејство. Тоа е живо и здраво и по закон го следува. Од тие причини, секој што ќе се дрзне како службеник да потпише документ со кој што укинува социјална помош, додаток за трето дете, се одговара кривично и додека не биде затворен, нема да се смира. Заради тоа што тоа остава многу лоша, многу силна порака за времињата кои што доаѓаат пред нас. Ако тоа така помине, не ќе дојдат наредни избори. Тоа ќе оди уште чекор понапред. Каде е крајот? Струмица е мала. Овде се знае. Не смееме да дозволиме. Ние се почитуваме. Ние сме биле секој пат позитивен пример. Ние сме луѓе кои што сме си подавале рака, позитивен подстрек. Секој пат сме гледале што е тоа фер однос и секој пат сме се грижеле за чувствата на граѓаните. Не може политичар да бара доверба од граѓаните како понизен слуга, за да им биде сервис во иднина, да им го прави тоа во време на кампања. Нема таква иднина. Тоа е многу лошо. И при тоа, морам да го кажам тој дел. Значи, луѓе кои што имаат алтернатива, каде да забегат, каде да заминат, кога ќе дојде тешко, таквите луѓе апсолутно најверојатно ги изгубиле и чувствата или не го чувствуваат собствениот народ. Оти овде забегаат толку работите што се осеќаше омраза кон својот собствен народ. И тоа е работа од која што нема враќање. Така да се трудам да помине ова вечер е последна од кампањата, утре е молкот, денот на изборите да помине, дај Боже брзо да се заборави. Тоа не идоликува на Струмица. Такви луѓе, не знам, шефот на штабот, со целото тоа негово ниско, понизно, подмолно, валкано однесување. Не знам како понеделник, вторник ќе дојде по улиците во Струмица.
Не знам како го замислува животот. Семејство има, дечиње има. Толку зла крв, толку зла мисли, зла зборови, да се пушти во еден толку краток период од 15-20 дена, е навистина запрепастувачки и јас можам да кажам само нека им е на чест и граѓаните нека им кажат. Но при тоа морам да кажам. Ако очекував 9 до 10.000 гласа победа во Струмица, тоа го покажаа моите анкети уште пред почетокот на кампањата. Заради слабиот против кандидат, кој што беше ставен овде како марионета, на кој што не му дојдоа ниту министрите, ги гледаме по телевизија со другите кандидати, насекаде се појавија само пред митингот за спортска сала, отварање не знам што, а насекаде ги гледам другите министри со другите кандидати, значи човекот ниту го калкулираат. Тој истиот човек и неговиот штаб се заканува на откупувачите, на бизнисмените со најподмолни дрски закани, а при тоа никој не стои зад него. Тоа не е закана која што доаѓа од централа, доаѓа од неговиот шеф на штаб и кандидатот. Тоа само по себе кажува дека прво овој страв е неиздржен, ова е прекумерено одметнување на одделни личности, повеќе од она што им го дозволува и законот и моралот, и при тоа силна порака дека не треба да се плашат од нив. Ниту од купувачите, ниту било кој. И најважниот дел ќе победам со повеќе од 10.000 гласа заради валканата кампања. Никој не иќе да биде понижен, погазен, омаловажен, да трпи притисок, уцени, закани од некој на кој што треба да му го даде гласот. Зад параванот, на крајот секој е сам и ќе си заукружи. Ако вас или било кој од гледачите трпите притисок, зашто тогаш да дадете подршката на тој што ви врши притисок? Сакате едноставно да му возвратите, да му се реванширате и од тие причини последните анкети покажаа 15.000 гласа разлика. Така. Ти беше многу поинтересно доколку од другата страна имаше Да своји мислење барем во однос на ова изборна, односно предизборна кампања. Поштовани гледачи, ова требаше да биде телевизиска дебата на кандидатите за градоначалници за општина Струмица. Бевме, односно уредно ги поканивме сите кандидати за градоначалници, но нашата покана и вечева во студиото на ТВ каналот ТВ се појави само кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ Зоран Заев. Може би ќе беше многу поинтересно сега кога требаше да ги кажете вашите видувања или постулатите на вашите изборни програми, но со оглед дека сте вие тука, на кои се постулати е заснована вашата изборна програма со кој што ја барате довербата на струмичани за овие локални избори? Ево вака, изборната програма е еден документ од 127 страни, во кој што има 1048 конкретни проекти. Од тие 1048, 207 се капитални зданија. Ќе кажам нешто повеќе за нив, како најголеми проекти. 309 се капитални проекти во градот Струмица, 532 се во 24 наши населени места. Вкупно 1048 конкретни проекти. Во таа програма, главните постулати се насочени кон економскиот раст и развој. Зошто Струмица може тоа да си го дозволи? Ако некој во државата може, тоа е Струмица. Прво, Струмица има одлична подземна инфраструктура. Струмица има одлична надземна инфраструктура. Трендот на изградба на инфраструктурата продолжува и понатаму. И тоа е веќе многу нормална работа. Овде нема веќе надпревар помеѓу градоначалниците, кој повеќе улици, тротоари, водоводи или канализација. Новиот надпревар кој што ќе се води е економијата. Главната носечка нишка во програмата е економскиот менеджмент со сите наши потенцијали и ресурси. Тоа е земјиштето градежно, тоа е земјоделието, тоа е нашите неминерални суровини, нашата работна сила, нашето поднебје, географска поставеност и слично. Како со тие економски ресурси и потенцијали ќе покажеме брз економски раст и развој. Ако досега држевме лекција и денеска ги гледам кандидатите по телевизија ширум Македонија, скоро сите ветуваат гасификација. Ние тоа го завршивме. Струмица помина грејна сезона со гасификација со 70, поточно 68% заштеда од енергенците за грејење. Сега сите нудат гасификација на ливните општини. Убаво чекорат по нас. Сега ќе видите голем дел од кандидатите ветуваат подземни сообраќајници за премостување на одредени делови на градот, центрите на градовите и слично.
Ние тоа го направивме и сме единствена општина во државата. Нудат покриени пазари на ангро, на секаде сите градови. Дури кандидати од мојата политичка партија, но и од противничката политичка партија. Нудат катни гаражи, првата е во Струмица направена. Помошта во црквата, изградбата на големи цркви, храмови, кај нас тоа расте, видливо е, со огромни вложени средства во него. Тоа ми дава за право во наредните 4 години уште повеќе да се одважиме. Што значи тоа? Да го покажеме економскиот менеджмент, како се реализираат домашни и странски инвестиции во фабрики, во производствени погони, во економски развој и раст. Како се отвараат нови работни места, целта ми е да покажам пред цела Македонија, но и пред Европа, дека и во нашата Македонија може да има брз и динамичен економски развој, со накупче градење фабрики, заедно како растат во изградбата и како се стават во погон, каде што младите луѓе наоѓаат работни места и каде дури, очекувам, колку и да звучи тоа оптимистички, како мигрираат луѓе од други општини и градови кон Струмица, заради тоа што има овде работни места. Тоа е храбра изјава од мен. Го темелам на тоа што имаме 2 милиона и 300.000 метри квадратни градежно урбанизирано земјиште со детални планови, од кои што повеќе од 1.200.000 метри квадратни е државна сопственост. Општината управува со него. Во тие трите области, кои што се главните, првото ветување на струмичани, минимум 30 нови фабрики. И лесно е да ги ветам, требаше може и повеќе. Во Сачево има само 17. Во делот околу Агрокор има нови 10. Во зона Север има веќе луѓе што купија земјиште на последните лицитации за производствени погони, стоваришта или фабрики, кои што ќе ги градат. Се е подготвено за градба. Јас знам за сите обструкции, за технички проблеми кои што ги имавме, но самото нивно присуство овде, тоа што го купија земјиштето, потврдува оврска по закон за идна градба. А Струмица со гасот станува толку интересна во целиот регион, не само во Македонија, што на калкулацијата на да ги тронат на бизнисмените покажува дека овде е рационалната и економска причина за одлуки на бизнисмените да инвестираат. Целосно целиот ресурс ќе го насочиме кон привлекување на инвеститори од надвор или охрабрување на нашите домашни. Што значи тоа? За домашните ќе застанеме целосно со банките. Моите контакти, политичко искуство и комуникации кои што ги имам како политичар, не само како градоначалник, ќе допринесат дополнително банки да охрабриме, да застанат предимствено за нашите домашни бизнисмени. Да отвори, не знам, втора линија од постојното производство или трета линија, да отвори алтернативен бизнис и погон и слично, се со крајна цел да работува луѓе, да плаќа даноци. Со она што ќе значи како инвестиција. Овде таа лекција е новата лекција која што ќе одржам и на цела Македонија и малку пошироко од тоа. Да. Воред. Забележав дека од она што го спомнавте барем до сега се однесува само на менаџирањето, на економското менаџирање на проектите кои што треба доправа да следуваат доколку застанете на функцијата градоначалник на општина Струмица. Често пати го слушам тоа три индустријски области, нели, вработување, но како други проекти кои што исто така може да го придвижат тој економски прогрес на општина. Најчесто кога зборуваме и во интерес на граѓаните на Струмичани. Најчесто кога зборуваме за економскиот развој и раст, зборуваме за индустријски зони, фабрики, производствени погони и тука се врзуваат работните места. Сакам истовремено Струмица во наредните 4 години да биде втората или третата туристичка дестинација во Македонија. Ако Охридско-Преспанскиот регион ни е првата, Скопје како главен град на државата втората, во источна и југоисточна Македонија нема таква туристичка накупче понуда. Како ќе направите тоа? 3 области се тоа. Првата област е Чамчифлик и ридовите над градот Струмица. Значи таму веќе имаме отворено пат од Струмица по Пчела. Пешачката петека до Светилија. Овде не е манастирот Светилија. Зедовме веќе огромен грант од Европската унија за втората фаза на Цареви кули, како монументум или споменик од историјата, е одличен за посетители. Овде на Чамчифлик или кај Сливите ќе го направиме првиот голф терен по сите стандарди во Македонија. Ќе отвориме пейнтбол, зоолошка градина, а од Ловен дом до Цареви кули ќе изградиме железничка жичарница, која што ќе даде можност да сите и на атрактивен начин
присуствуваат на ридовите и доаѓаат и често ги посетуваат ридовите над градот Струмица, каде што ќе имате една комплет понуда за секој оној кој што сака да размени нешто од она што значи посета на споменици во Скопје или уживање во убавите наши езера Охрид и Преспа. Така. Да дојде, да ужива во сите оние работи кои што ги има само овде. Целиот овој амбиент е дополнително ќе биде овозможен да преку едно панорамско поврзување над градот Струмица биде посебна атракција за граѓаните, која што предпоставувам ќе биде една нова одлика на нашата општина и на градот Струмица. Втората област е Банско топлите води со целата организација. Таму знаете дека веќе јас го најавив, еден од нашите инвеститори е домашниот инвеститор, газдата на Оранжери Хамзали, кој што сака и веќе во иницијатива да изгради огромен аквалент со спа центар. Овде е старата локација на стариот хотел на Цар Самуил и уште 4 локации имаме за хотели и спа центри. Струмица, Куклиш, Свидовица, Банско, Габрово ќе го поврзиме со велосипедска патека. Имаме европски проект за трим патека или пешачка патека во Банско. Ќе изградиме и рекреативна патека под падините на Беласица, кој што Банско ќе го поврзат со Габровските 4 водопади. Таму целосно не е организирана амбиентот околу водопадите. Целиот овој дел треба да привлече друг тип на туристичко внимание, како понуда. Третиот тип е местноста Орманли, Дорломбос, Мемешли. Општина Струмица ги има во сопственост поголем дел од објектите. Граѓаните кога се иселувале кон Измир и кон Турција, морале да ги остават овде куќите на општина Струмица. И тие се во сопственост на општина Струмица. Сакаме овде да развиеме еден прекрасен туризам ловен, кој што на падините, на ридовите, односно на врвот на Веласица, буквално, ќе има посебен шмек и можност за привлекување на еден планински и рурален туризам, кој што на секаде низ Европа се повеќе свртува внимание на туристи, посебно повозрасни, кои што сакат да променат, да уживат во чистиот воздух, во убавините на природата и слично. Целото ова ќе биде дополнато секако со водоча, со ловиштето, кој што го има ловното друштво во делот на Чамчифлик и местноста Водочка брана, но едно нешто друго значајно кое што ќе ни се случи во делот на касарната, веднаш до настрешниците кои што НАТО ги градеа во касарната, ќе го изградиме првиот мултифункционален центар како сала за концерти, за саеми и слично. Тоа дополнително ќе привлекува внимание, како што видовме еден Струмица Open Festival што направи во посета на привлекување на туристи. Да можеме и пролетта, и есента, и зимата да имаме вакви манифестации кои што ќе носат туристи. Туризмот е значајна економска гранка. Слабо се на цела Источна Македонија, до сега што нема комплет понуда на туристи за привлекување на внимание. Силно ќе работиме во тој дел на економскиот развој и раст, кој што ќе даде дополнителна иницијална каписла за економски побрз раст и развој. И тоа отвара многу квалитетни работни места за младите луѓе, кои што ги обслужуваат сите тие туристи кои што ќе дојдат. Веќе спомнав неколку проекти овде. Ако мислевте на дополнувањето на прашањата, моето прашање ќе беше во настојка, значи фокусирање на проекти кои што ќе отварат нови работни места, од друга страна пак за полнење на општинската каса, односно да се продуцираат средства кои што исто така ќе бидат наменети во општината. Еве, тоа се тоа, фабриките, туристичкиот концепт, целиот кој што го нудиме, многу значаен дел на економскиот развој и раст, поврзан со најсилната гранка од струмичката економија, земјоделието, е гасификацијата на струмичкото поле. Гасоводната мрежа во Струмица веќе помина 16.000 метри. Ние сме во кампања, но гасоводната мрежа се гради насекаде. Мислам дека сме можеби дојдени до близу 17.000 метри. Покрај градот, целосно до завршување на гасоводната мрежа до секоја куќа, до секоја фабрика во Струмица, од важноста што ќе ја направиме да пуштиме цевка гасоводна директно од гасната станица на Куклишко поле, на Градско Балдовци, Сачево, Свидовица, Муртино се до атарот на Банско. Преку гасификацијата од оваа прва фаза и втората фаза Дабиле, Просениково, Добрејци, па продолжуваме Баница, Водоча, Велюса на овој дел од полето, сум убеден дека преку ефтиниот енерген с природниот газ, земјоделците наши ќе имаат производство 2-3 месеци порано од она што го имат.
Ќе ве подсетам, 2009 декември кога ја објавив гасификацијата, или почетокот на 2010 година, многу значаен, силна причина за гасификацијата беше токму тоа, кое што сега следува во наредна реализација. Ако земјоделците наши имат домати наместо во мај, во февруари, или краставици наместо во април, во јануари и февруари, кога цената е 120, 150 денари, тоа е нашата струмичка економија. Повеќе од 60% од граѓаните на струмичкиот регион, повеќе од 60% живеат од земјоделие. Ако ти имат повеќе пари, ќе ни живее и градот, ќе имат и бутиците, и старата чаршија, и Глобал, и градското корзо, сите, и дуќаните, на мало, на големо, во Струмица, од и нашиот земјоделец кога има пари, тој ги инвестира парите од заработката. Пусто последните години не останува кер, си ги мени со банките, плаќа камате и ништо. Ако тој има ги инвестира парите, купува облека, троши за храна, дури и кога ги штеди, за 2-3 години, ќе инвестира во 2-3 собички, нова куќа за децата кои што нараснале, треба да ги одоми, да формираат своји семејства и слично. Тоа е еден постојан прстен кој што представува потрошувачка, двигателска, економска сила. Заради тоа, во тој дел, мислам дека ќе допринесеме многу за нашите граѓани кои што живеат на село, но и генерално на сите кои што се бават со земјоделие. Верувам дека ако имам можности да соработувам со градоначалници кои што ќе сакат да соработуваат, а не да бидат неми послушници на лидерот од горе, а тоа се надевам ќе бидат моите од Социјалдемократскиот сојуз и во Василево, и во Босилово, и во Ново село, ќе можеме таа мрежа да расте во целата струмичка котлина. Тогаш ќе биде, јас сум убеден, многу посреќен нашиот земјоделец, но ќе ни биде посреќен и понапреден и градот Струмица. Мислам дека не се занемарени и селата во оваа изборна програма од општина. 532 проекти ги спомнав да. Во населените места. Значи, комуналната инфраструктура. Имаме 3 градинки во населените места. Фала му на Господ, градинките се полни со дечиња. Денеска младиот земјоделец или наш граѓанин кој што живее во селото воопшто, без разлика дали е земјоделец или работи некаде, ги работи интензивно, постојано и има потреба од згрижување на децата. Токму од тие причини, покрај другите проекти, инфраструктурни, комунални проекти, ќе бидат отворени 3 нови детски градинки на регионот Просениково, на регионот Муртино и на регионот Куклиш-Свидовица. Од тие причини, исто така во населените места ќе ја дозавршиме фекалната канализација. Направивме канализација во најголемите села, тоа се Куклиш, Муртино, еве и Костурино е завршена канализацијата. Продолжуваме со канализационите системи на Дабиле, Добрејци, Просениково, Банско, Попчево, Рич, овде е Велуса, Баница, поголемите населени места кои што имат над 400-500 жители за овие наредни 4 години. Еве дел имаме веќе донации од Европската инвестициона банка, дел со сопствени средства, уште оваа година се влезени во буџетот. Имаме еден прекрасен проект за граѓаните од турската националност и ќе биде прв ваков во Македонија. Го видов во Хрватска само имплементиран и мислам дека во Војводина во една општина кој што пушта силен социјален подстрек или трезвеност и зрелост на општеството. Тоа е проектот за дислокација на турското мало пред терминалот. Во новата 8 урбана заедница, веднаш кај турските гробишта на потегот кон Попчево, целиот овој дел е веќе со урбанистички план, каде што ќе бидат изградени 100 нови домови за дислокација на тоа турско мало. Сите се согласуваме дека таму има субстандардни услови за нашите сограѓани. Мора да обезбедиме квалитетен и здрав живот и за нив. Мораме да допринесеме да бидат целосно социализирани и на рамноправно квалитетно ниво со нас македонците. Само така можеме да имаме убава иднина, а при тоа реално тој потек на градот на влегување од страната од Грацели, од Валандово, представува неуредено катче, кое што сигурно остава лош впечаток за Струмица, така да двете работи ќе ги постигнеме. Квалитетен, здрав и достоинствен живот за граѓаните од турска националност, а исто така ќе го уредиме и овој дел на градот, кој што представува значаен дел на поврзување на Струмица со Европската унија. Да кажем уште неколку проекти. Ќе отвориме нов мултифункционален пазар. И тоа токму ќе ги искористиме на стрешниците од НАТО во касарната. Тоа е многу блиско до центарот на градот, а сепак е надвор од урбаниот дел или оној дел кој што е најпрометен во градот. Во самите
делови ќе има можност како нов пазар граѓаните да извадат стар мебел, да се организира специјално еден ден за земјоделски производи, друг ден за сточарски производи, трет ден да се организира цветен пазар, четврт ден за коли продавање и слично, така да мислам дека тоа дополнително ќе привлече внимание на посетители од надвор, а ќе зголеми трговска можност или промет на Струмичани, кој што ќе носи повеќе парички за граѓаните. Покрај овие проекти ќе го имплементираме, проектот е многу модерен во Европа, Струмица Smart City или Струмица Sustainable Development или одржлив развој. Тоа ни го дава и гасификацијата, и топлите води, и енергетските проекти. Многу значаен дел од целиот овој пакет е одржливиот дел и на спортот, невладиниот сектор, културата и се што значи важно за струмичани, замена на светилките во Струмица со LED светилки, кои што еден дел по булеварите ќе бидат Smart Wireless Street Light, кои што на движење ќе постигнува капацитет до 100%, кога нема движење, не знам, помеѓу 2 сабајле и 5,5 наутро, паѓа до 10% светлина. Тоа штеди, но има исто така многу модернистички стил. Барселона го има веќе применето, не чини многу пари, работи на сензори, буквално преку вајерлесот. Истовремено, на сите 140 трафостаници, каде што ни е поврзано уличното осветлување, софтверски програми, веќе се во буџетот, постапката тендерска е отпочната во Струмица, каде што ќе можат буквално еден човек преку софтвер да ги контролира механички. Тоа се за сите споредни улички, каде што не се движат граѓани. Што е целта? Да штедиме струја. До сега, општина Струмица со замена на старите живини светилки, со неонски светилки штеди месечно по 1.200.000 денари. Тоа е во тој сегмент. Во другите сегменти во областа на спортот, 1 милион евра ќе инвестираме директно во спортските клубови. Директно како подршка на спортот. Очекуваме нови шампионски титули. Од сите пред се од масовните спортови, фудбал, ракомет, кошарка, одбојка. Веќе две ни се на повидок уште оваа година, и во женска и во машка конкуренција. Се надевам дека и кошарката ќе напредува и ракометот, а секако и толку драгоцениот фудбал со целата оваа традиција. Околу 500.000 евра ќе имаме за невладиниот сектор подршка за овие 4 години и околу 600.000 евра за културата и културните манифестации. Ки подсеќам струмичани, колку живееме за карневалот, што ни се случуваше во Струмица Open Festival, ќе има уште многу вакви новини и убавини во нашата општина. Господине Заев, колку се реални овие проекти кои што ги спомнавте, уште они кои што ќе бидат економско раздвижување на општина Струмица, има ли капацитет, па оној во дел за туризмот, па и овие инфраструктурни кои што ги спомнавте, ќе има ли капацитет Струмица да ги реализира сите тие проекти, ако се има во предвид дека честопати, додека, односно, како прв човек на Струмица велите дека немаме многу подршка од владата? Знаете како? 7 години работам без било каква подршка од централната власт. И тоа не направи многу помудри, поснаодливи, не натара да мислиме повеќе, да креираме, да создаваме. Ако некој знае за Струмица во актуелното време во кое што живееме, се сметам еден од тие што најмногу ја познаваат и јас. Ја знам буквално на дланка, цела Струмица. Значи, не се улиците што ги знам. Знам 50% од семејствата какви проблеми имат. Знам како се решаваат тие проблеми, секојдневната комуникација го прави тоа. Силата, ресурсот, капацитетот на Струмица ја знам, целост. Правото да зборувам вака, со ваква визија за Струмица, ми го дава континуитетот на водење на Струмица. Струмица е најсилна, најликвидна, најсолвентна, најкапитално интензивна општина по глава на жител во Република Македонија. Неколку пати не прогласија за најдобро место за живење во државата. Ние сме најтранспарентна општина прогласена во државата. Еве денеска ми стигна дописот од УСАИД, сме бизнис цертифицирана општина со 98,4 поени. Прво рангирана од сите изберени општини во Република Македонија. Влегуваме и во тој дел. Имаме подлога со урбанистички планови, за разлика од многу други општини кои што доправа собират пари како да донесат урбанистички планови. Тоа е основата за иден индустријски и економски развој во општината. Финансиски имаме ресурс, значи, како да ви кажам,
Само гасификацијата на Струмица е капитална вредност од 5 милиони евра. Тоа е зголемен капитал на нашата општина. Собственост на сите граѓани. 100% собственост на општина Струмица. Имаме локации кои што можеме да ги ингасираме во секој момент, за да го наполниме нашиот буџет. Преку тоа и комуналите го дуплираме тоа зголемување на буџетот. Тоа ми дава за право, познавајќи ја целост на општината, да кажам дека Струмица има право да очекува уште повеќе од досега. Но единствено со човек и со луѓе кои што ја познават буквално на дланка. Зошто? Велам, на крај на крајот, општината денеска ни е толку силна, кој да ја води? Прилично ќе му биде едноставно. Но Струмица не може да биде задоволна со едноставно. Струмица веќе ги дигна критериумите. Таа очекува градоначалникот да биде секаде, градоначалникот да најде пари за се, кога предлагаат луѓето да каже да, се прифаќа предлогот и да секоја идеја биде прифатена и имплементирана. Да биде секој четврток овде, да даде отчет пред граѓаните и при тоа да биде главен помагател или финансиер на се што се случува во општината. И од тоа враќање нема веќе. Секој оној кој што мисли поинаку, не може. Граѓаните тие критериуми достигнаа до едно ниво и сега е многу логично да очекуваат едно скалило повеќе. Така да сето тоа ми дава за право да верувам со целото мое образование, искуство, контакти, упатеност во нашето општество, комуникација, искуство со европските фондови кои што ги имаме се, да верувам во една ваква иднина во која што нема да зборува само Македонија со полна уста убави зборови за Струмица. Ќе зборуват и многу други општини ширум Европа и верувам дека ќе зборуваме дали сме победиле, дали имаме шанса на конкурсот за најдобра општина во Европската унија, за најдобар градоначалник на Европската унија, за најубави проекти во Европската унија и слично. Така. Ова требаше да биде телевизиска дебата на кандидатите за градоначалник на општина Струмица. Беа повикани сите кандидати од 4 изборни штабови кои што пријавија кандидатура за локалните избори 2013, односно функцијата прв човек на општина Струмица. Но во нашето студио е само кандидатот од редовите на СДСМ Зоран Заев. Господин Заев, вака слушајќи ве, би сакал да ве прашам, доколку ја добиете довербата на струмишкиот електорат, односно некаде евидентирани околу 47.000 избирачи, 424, каква ќе биде општина Струмица во 2007? Значи, каква треба да... 2017, простете. Каква може да очекуваме или каква ја гледате во 2017? 2017 Струмица ќе биде општина за која што сите ќе ја зборуваат поубаво. Ќе биде пак пример за сите други општини во Македонија и пошироко, како што кажав. Општина која што преку сите овие инвестиции капитални, гасификации, индустријски области, туристички развој, ќе одржи силна лекција на секој. Дека и малите општини, ние сме општина од среден ранг, може да одат многу напред, да го свртат вниманието на сите во целиот регион и да бидеме општина во која што дефинитивно ќе покажеме на сите дека можело ако се сака и на економски план. Тоа е мојата желба, тоа е мојата визија. Ако се сметам себе си за економист, ако сам се декларирам за менеджер, граѓаните знаат колку тоа успешно или неуспешно ја менеджирав нашата општина Струмица. Но истовремено лично сум убеден дека таа цел до 2017 можам да ја постигнам. Заедно со граѓаните, заедно со советниците кои што ги имам во тимот, кои што се предложени со мене. Но најважниот дел е заедно со соработката со нашиот бизнис сектор и воопшто граѓаните. Јас полагам силни надежи во капацитетот на бизнисмените во Струмица. Зошто ако тие се охрабрат да инвестират и нивниот профит останува овде. Кога има профит одма или одложено за 2-3 години, повторно се реинвестира. Оти само тогаш имаат вредност парите. Другото се само хартија која што се употребува за секојдневните потреби. Така да верувам дека 2017 година, ако сите зборувале досега поубаво за Струмица, 2017 ќе бидеме уште едно скалило понапред, малку поодважни, со добро одржани лекции, кои што ќе охрабрат многу други региони и општини во Македонија, дека ова наша мала земја навистина може да биде
Ако не, барем блиску како Швајцарија. Оти имаме ресурси. Знаете како, нашиот работлив народ е поработлив и од швајцарскиот народ. Нема шанса, нема лидери, нема кој да го води. Нема кој да се заложи, да му даде фер шанс да одработи и да го продаде достоинствено тоа што го работи. Да му ги отвори пазарите, да створи конкуренција, кој да се бори за тоа што е наше производство, дали е земјоделско, мебел, градежни материјали или било што. Да има надпревар, конкуренција, кој да го купи. Само на тој начин ќе има повеќе пари. Токму за тоа се тие динамики, не знам, порано производство, да имаме кога никој нема во регионот, и домати, и чушки, и краставици, и се. Само тогаш ќе има надпревар кој да ги купи. И тогаш ќе платат повеќе. Дефинитивно, визијата, желбата за мојата, за нашата Струмица ми е оптимистичка, но секој пат сум бил оптимист. И никој пат не велам 100% дека успева. Знаат граѓаните колку сме успеале до сега. Тоа е доволно или не, тие оценуват. Но, сите ни признаа дека сме успешна општина. Тоа ми дава за право да трасирам ваква цел, кон која што ќе се стремам и знам дека повеќе од 80% ќе успееме во таа работа. Како е вашето мислење за вашите против кандидати? Рековте дека во Струмица се подигнати тие стандарди. Ќе успеа ли тие да ги надминат тие стандарди? Односно, кој е вашето мислење за против кандидатите што ги имате на 24? Јас не зборувам за против кандидатите, реално и другите двајца луѓето нека ми простат. Не ги ни познавам, не ги ни видов. И не би било честно да зборувам. Го познавам господинот Васил Пишев. Еве прво, човекот го нема високото образование. Повеќе од 50-60% од нашата струмичка популација со високо образование. Не ги понишувам луѓето со средно образование. Ги почитувам, дел од мојот тим се луѓе со средно образование. Но се очекува оној кој што треба да го преземе лидершипот, да има малку поголемо образование. Втората работа, човекот има резервна татковина. И не е во ред да кандидираме човек кој што апла кога ќе дојде предизвикот, дали се тоа пожари во градот, поплави во градот, предизвик за кој што може да се реагира, може веднаш да побегне во резервната татковина. Значи, јас тоа го зборувам зошто? Сакам да пуштам силна порака кон младите луѓе, и од ВМРО, и од СДС. Во иднина тие ќе носат одлуки. Наредните генерации што доаѓаат по нас, да внимават какви луѓе бират. Оти грешката може да биде огромна. Огромна, од која што после нема враќање. Друга страна, значи овој човек со оваа кампања, која што истера, сам за себе потврди кој е и каков е. Да чепкаш во семејните вредности, да зборуваш за родителите напротив кандидатот, да удриш по твојот народ, и тоа силно, по нашиот кревок народ, достоинството да му го скршиш, треба буквално да немаш чувства за таа работа. А знаете како, јас повтарам, Струмица знае се. Мала е Струмица. Се знае. И од друга страна, како што зборував, да не си го платиш данокот на општината на фирмата со која што се фалиш како прва гринфилд инвестиција. Прво, не е честно да не го признаеш маслото сонце, кој што знаеме дека како фабрика се изгради 93-та, а 98-та одобрението за градба го гледам како е пуштена фабриката Бисер. Не може да го лаже својот народ. Тие двете фабрики веа во општина Струмица. А при тоа па нема доблест толку кај Васе да признае кој тоа помогна да се уништи сонце за да остане сам Бисер. Да зборуваш за таква фабрика, а 5 години да не го почитуваш законот кој што твојата партија го предложил и да го пријавиш имотот на фабриката за да плаќаш данок на имот на твојата општина за која што се кандидираш. Не може да заборавите ваква работа, а при тоа да бидете кандидат. Не може да дужите 1.300.000 или еве преку 1 милион денари на јавното комунално предпријатие Комуналец Струмица за вода. Каков пример сте? Како тоа граѓаните ќе ве следат во редовноста од плаќање на сметки за струја случајно преку 1 милион денари. И сега најмногу од се, јас реков, се радовав на глобал, на подземните улици и плоштадот. Се гордеев со гасификацијата. Ништо не ме исполнува повеќе како изградбата на соборниот храм. Толкав е
целиот пакет на изводи од банката на луѓе што уплатиле донација. Сиромашни луѓе, кои што го крпат животот. Пуштиле 100 денари, 50 денари, 30 денари, 200 денари. Нашиот кандидат за градоначалник, господинот Васил Пишев, стопанственик, бизнисмен, така не најде време да пушти нешто. Со тоа потврдува кои се чувствата за Струмица, што му носи душичката. Тоа е многу важно. Не може луѓето кои што се сиромашни да тргнат према црква, при тоа да уплатат во банка, да донираат таму во касата, во црквата за изградбата на Соборниот храм. Соборниот храм е новата туристичка дестинација плюс одделот на туристичкиот развој. Тоа е трет по големина православен храм во светот. Најголемиот е во Москва, вториот е Свети Сава во Белград, ово е трет по големина. Сам по себе ќе биде атракција. И на крајот, ако се декларираме за верници, а тоа е демохристијанска партија, почитувач и на семејните вредности, нели? Тоа е по дефолт, но истовремено и христијанска партија. Треба да биде одличен пример за граѓаните, тој е нивни кандидат. Соборниот храм е на локација во која што сите поминуваме. Еднаш, два пати, три пати дневно. Главната улога ја има покрај вербата во Бога. Да биде исправен пред нас, кога минуваме да не подсетува, да бидеме добри луѓе, да не бидеме лоши, со зли мисли, со лоши намери, да не подсетува. Само тогаш животот е попријатен. Се радувам како мало дете на овој проект. Од дома од моите деца. Зедов многу, ама верувам во таа работа. И знам дека ќе остане за векови и векови. И моето име како главен иницијатор на оваа работа ќе остане. Се гордеам и моите деца ќе зборуваат. Мојот татко, кога бил ја отворил таа иницијатива, и граѓаните заедно го отворили. И сега Васил Пишев, стопанственик, кој што на имотен лист покажува колку тоа има тој свој собствен имот. 3 милиона 300.000 евра пријавени во антикорупцијска комисија, согласно закон, пратеник. Да не вложиш ниту еден денар во Соборниот храм, тоа кажува се. Се кажува. И при тоа, јас морам да кажам, кога се слушат муабетите за бугарештината и не знам, документи бугарски, тоа треба да го знаат граѓаните дека никој нема против оние граѓани кои што зеле бугарски пасош заради екзистенцијални причини, да може да го прехранат своето семејство. Но да имаш толкав капитал, во време кога владата твоја привлекува странски инвеститори, ти да го вложиш пола твоето богатство надвор од државата. А при тоа треба да кажеш на струмичани колку тоа ти ќе водиш грижа. Како ќе ја води општината и ќе привлекува домашни и странски инвеститори во иднина, мојот против кандидат, кога тој самиот по себе е лош пример за тоа. Каков пример ќе им биде? Ќе го прашат прво, добро, вие зошто во Благоевград направивте фабрика? Зошто таму градите згради? Градете во Струмица згради. Локација имаш на секој чекор за згради. Зошто? Значи не е во ред и заради тоа велам. Младите генерации мора да внимават какви одлуки носат во делот на кандидатурите. Знаете како државата ни е се и општината ни е се. Од нашите одлуки зависи нашата иднина. Предпоставам доколку беше овде, ќе имаше можност да ви одговори на овие Тоа прашања. е негова пропуштена прилика. Сигурно има што да ми каже. Знаете како, јас, кога ме праша кој се бе градоначалниче твоите предности, уште многу одамна. Јас сум човек кој што не е сјаен, имам своји слабости. Но една работа е на чисто. Граѓаните ме знаат од глава до пета. Ми ги знаат и предностите, ми ги знаат и слабостите. Не бегам од нив. Јас одговарав на сите прашања. Колку и да се тоа незгодни, ме разобличија како расцветена пупка. Знаат се за мене, луѓето. Буквално ме знаат. Знаат каква душа носам. Знаат колку сум спремен. Која жртва сум спремен да ја понесам, која не. Знаат се. Тоа е фер пред граѓаните. Да знаат на кому ја полагаат својата иднина и својата надеж за еден многу значаен период од наредни 4 години да ја води нивната општина, да управува со нивните пари, да креира амбиент надежен за нивните деца. Предпоставам
Доколку беше овде, сигурно ќе одговориш или нема да одговореше, тоа е негово право, ние го повикавме. Прашањата што беа упатени до вашиот изборен штаб беа доставени и до изборните штабови на останатите кандидати за градоначалници, односно градоначалник. Што би го прашали, иако не е овде? Ќе го прашав зашто не си плаќа данок на неговата општина на која што сака да биде градоначалник. Водата бе зашто не си ја плаќа. Тоа ќе го прашав. Ќе го прашав зошто не донирал пари за црквата. Такви прашања ќе го прашав за да знаеме кои сме и што сме. Јас не сакам да бидам Валкан во делот на настапите, но мора да знаат граѓаните какви сме во суштина. Оти знаете како? И гледам тие спотовите, убавите, има мојот против кандидат и убави спотови. Така идилична состојба. Бајка. Јас реков, во таа бајка жабата си останува жаба, не се преобразува во принц. Од причина што Струмица знае, мала е, се знае. Не можете од една страна да водите толку гнасна и валкана кампања, од другата страна да се представувате пред струмичани како да сте дојдени од Америка. Тука се знае, на кој тоа се представувате? Што не знаат струмичани? Ми ги знаат и моите слабости. Ми ги знаат се. Ми знаат и на Васил Пишев слабостите. И минатото, и сегашност. И сега ќе изиграваме верен сопруг, почитувач на семејните вредности, и сите знаат. Сите наши предности и слабости. Така да, има многу што да го прашам. Не е фер, не е тука. Ќе чепнев малку подлабоко. Не сум таков. Можам да зборувам многу. Не е во ред. Ќе помине недела, ќе дојде понеделник. Од понеделник натаму, јас имам намера да дадам подстрек кон власта да се надпреварува со Заев. Заев не е непобедлив. Може да го победат, но кога ќе сработат повеќе од Заев. Така да ќе се потрудиме сите заедно со струмичани. Заев ќе остане градоначалник, а Васил Пишев пратеник. Со помош на централната власт. Да реализира многу повеќе проекти. Многу. Да го достигне блиску до Заев. Ќе има наредни избори. Ќе има нов Мегдан. Само на тој начин имат шанса да победат и Пишев, и Бунева, и било кој од другата опција, од ВМРО-ДПМН, и најважниот дел што ќе го постигнеме. Само на тој начин преку надпревар корист од нас политичарите ќе имат граѓаните. Тоа е формулата. Така се развива Европа. Нема друга филозофија. Само со засукани ракави, со работа за граѓаните. Честе, 4 години, тешко ти е, ама било криза. Можеш да си дадеш оставка во секој момент. Оди си, веднаш ќе има надпревар кој да ти ја земе фотелјата. Но ако се нафаќаш, тера е работата посветено. И нема казни за Струмица оти бил Заев. Не, јас Куклиш беше против мене. Работев. Нема село во Македонија што има повеќе реализирани проекти. 47 капитални проекти. Канализација со прочистителна станица 500.000 евра. Сите проекти се повеќе од 2 милиона и 300.000 евра. Цело време, јас работам, бам казна. Јас работам, бам казна на избори. Цело време тоа ми се случува. Зошто заради 20 години немил настан кој што се случил, мене ме казнуваат. Океј, но не можеш инат да водиш со својот народ. Се повеќе работа. И се надевам на овие избори и во Куклиш ќе победам. Тоа ми го покажуваат анализите. И за не ќе се приближам. Тоа го знам. Убеден сум. И да не победам, знам оти ќе сум блиско. Ќе работам уште повеќе во Куклиш. Ќе победам наредниот пат, кога ќе барам подршка од граѓаните на Куклиш. Полека финишираме, това требаше да биде некаде до полноќ, но што е тука? Тука е. Господин Заев, на неколку, мислам, 2 часа или не знам колку имаме до... 20 минути до 10, да. Ете, така, 2,5 часа. Која е вашата порака, до гласачкиот електорат на Струмице, како ваше обраќање од оваа телевизиска дебата, ако можам така да ја насловно, ништо таа телевизиска дебата на кандидатите за градоначалник? Еве вака, јас денеска и преку вашиот медиум и преку нашите други медиуми ја пуштив мојата конечна порака до граѓаните. Но сега само уште еднаш ќе се обратам до сите кои што ја следат оваа планирана дебата, но сега еве разговор со вас во вашето студио. Почитувани граѓани, вие мене ме познавате многу добро. Ги знаете сите мои предности и слабости. Знаете кој сум, каков сум, каква душа носам, колку сум подготвен да работам за нашата општина Струмица.
Денеска за Заев се зборува из цела Македонија. Денеска се вперени многу очи кон нашата Струмица токму поради Заев. Не можам да прифатам дека Македонија и останатиот дел надвор од Струмица го почитува и прифаќа Заев повеќе од струмичани. На овие избори очекувам струмичани да покажат дека се гордеат со напредокот на својата општина кој што бил досега. На вистина поддршката која што очекувам за мојата кандидатура, за советничката листа и советниците без кои што тешко дека ќе можам успешно да функционирам. Очекувам граѓаните да пуштат силна поддршка. Струмица знае што сака. Струмица знае да го почитува стореното. Струмица знае каква беше, каква е денес. Струмица знае каква иднина трасира пред себе. Заради тоа, почитувани граѓани, ако сте задоволни од досега сработеното, ако имате верба и надеж во мојата визија, во желбата да се целосно посветам на општина Струмица и во наредните 4 години, ве повикувам да гласате за бројот 42 и за советничката листа и за Зоран Заев. Само на тој начин Струмица ќе остане и прва и најдобра општина во Република Македонија. Господине Заев, јас ви благодарам што се одзовте на нашата покана за телевизиско соочување или телевизиска дебата на кандидатите за градоначелник. Многу успех на 24-ти. Ви благодарам, Господ нека е со Струмица, струмичани да донесат мудра одлука и сум убеден дека Струмица ќе чекори храбро напред, заедно сите граѓани рамо до рамо. Ви благодарам, се надевам дека во иднина ќе имаме можност за дуели, за дебати. Тоа е фер према граѓаните, барем толку заслужуваат нашите граѓани, но еве денеска ви благодарам и на честа, што сепак, иако не дојдоа против кандидатите или против кандидатот, сепак дозволивте да направам своја презентација, своја видување на иднината во наредните 4 години на нашата општина Струмица. Довидување до вас и добра ноќ до граѓаните. Поштовани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте. Ова требаше да биде телевизиска дебата на кандидатите за градоначелник на Струмица. Нашата телевизија упати покана пред 10 дена до сите изборни штабови. Контактиравме со нив, но за жал вечерва во нашето студио само се појави кандидатот за градоначелник од редовите на СДСМ Зоран Заев. Ви посакувам пријатна вечер и останете со програмата на ТВ канал Одис.